Македонија добива нов извор на газ. Губење година по лошо поведение во Италија. Мрзеливо родителство, клуч за детска независност. Историски слики во Google Earth. iPhone 16 не го оправдува очекувањето. Нова инновација во производството на рубини. Рубикова коцка, 50 години феномен. Терминалот за течен газ во Александрополи, започнат со изградба во мај 2023 година, представува клучен проект за енергетската безбедност на Македонија. Откако беа подпишани меморандуми за соработка, АД Електростопанство на Македонија закупи 10% од капацитетот на терминалот, што значи 500 милиони нанометри кубни газ од вкупниот капацитет од 5,5 милиарди нанометри кубни. Овој проект не само што ќе ги задоволи потребите на Македонија, чија годишна потрошувачка изнесува приближно 400 нанометри кубни, туку и ќе овозможи трајно снабдување со неруски газ, намалувајќи ја зависноста од рускиот газ. Грчката влада и Европската комисија активно го поддржуваат проектот, при што 14 грчки и меѓународни компании учествуваат во неговата реализација. Газтрейд е првата компанија во Грција со лиценца за независен систем за природен газ, а проектот е кофинансиран од Европскиот фонд за регионален развој. Оваа иницијатива значително ја зајакнува улогата на Грција како енергетска порта за југоисточна и централна Европа, создавајќи нови можности за трговија со природен газ во регионот. Италија ја враќа мерката за губење година за ученици со лошо поведение поради зголемените инциденти на агресија кон учителите. Според новите правила, учениците кои ќе добијат оценка за поведение од 5 или помалку ќе мора да ја повторуваат годината, дури и ако имаат добри оценки по другите предмети. Министерот за образование Джузепе Валдитара истакна дека реформата ја враќа важноста на личната одговорност и почитта кон наставниците, со цел да се зајакне нивниот авторитет во училишната средина. Покрај оценките, воведени се и казни за агресивно однесување кон училиштето, со парични санкции од 500 до 10.000 евра. Италијанскиот синдикат на наставници забележува значително зголемување на инциденти, со 110% раст во агресивното однесување кон наставниците од почетокот на годината, што во многу случаи барало и медицинска помош. Случаите на агресија вклучуваат не само ученици, туку и родители, што дополнително ја нарушува безбедноста во училишната средина. Современите деца често се соочуваат со недостаток на независност и способност за самостојно решавање на секојдневни задачи, што во голема мера се припишува на родителското однесување. Движењето наречено мрзеливо родителство се шири на социјалните мрежи, каде родителите се охрабруваат да ја намалат својата интервенција и да вклучат ги децата во секојдневните обврски. Психолозите предупредуваат дека родителите, иако од љубов, често им ги одземаат на децата важните вештини кои им се потребни за самостојно функционирање, како што е подготовка на оброци или избор на облека. Промената на овие навики не може да се случи преку ноќ, особено кај тинејџери кои не знаат да извршат едноставни задачи. Експертите истакнуваат дека родителите треба да бидат емотивно достапни, но не и физички присутни во сите ситуации, овозможувајќи им на децата да се соочуваат со предизвици и да се развиваат. Потребна е поддршка во учењето на самостојност, а кога децата се на границата на своите способности, родителите треба да интервенираат со совет и помош. Оваа трансформација е клучна за развивање на самодоверба и независност кај децата. Google воведува нови историски слики во алатката Google Earth, овозможувајќи корисниците да истражуваат локации во подолг временски период. Оваа надградба ќе прикаже визуелни промени на одредени места, со сателитски снимки кои датираат до пред 80 години. Локации како Сан Франциско, Лондон, Берлин и Варшава ќе бидат дел од оваа колекција, со што корисниците ќе можат да ги следат трансформациите во урбаните и природните пејзажи низ времето, а истовремено да добијат поголемо разбирање за ефектите од климатските промени и човековите активности. Истовремено, Google го подобрува квалитетот на сателитските снимки преку вештачка интелигенција, отстранувајќи облаци и магла за поголема јасност. Дополнително, популарната функција уличен приказ ќе биде проширена на 80 нови земји со ажурирани слики во постојните региони. Овие нови можности, заедно со подобрувањата на Google Maps и Google Earth, ќе бидат достапни за мобилни и веб корисници оваа недела, додека проширувањето на уличен приказ се очекува наскоро. Apple очекуваше дека iPhone 16 ќе биде голем хит со новите функции, но почетните продажни податоци укажуваат на поприбушен интерес од потрошувачите. Според аналитичарот Минг Чи Куо, компанијата продала околу 37 милиони единици за време на првиот викенд на предпродажба, што представува пат од повеќе од 12% во однос на ланскиот период. Посебно е забележан значителен пат на побарувачката за поскапите модели iPhone 16 Pro. Аналитичарот на Wedbush, Ден Айвс, процени дека предпродажбата е само малку повисока од Куо, додека и технолошкиот аналитичар Анджело Зино забележа сличен тренд.
Потребата за поевтините iPhone 16 и iPhone 16 Plus изгледа е поголема отколку за Pro моделите, што може негативно да влијае на просечната продажна цена и вкупниот приход од продажбата на iPhone. Вистина е дека рубините се едни од најценетите скапоцени камења во светот, познати по својата интензивна црвена боја и издржливост. Вистина е дека оваа прекрасна каменна форма на корунт е значително ценета не само за својата убавина, туку и за својата историска и културна важност. Вистина е дека во многу култури рубините символизираат љубов, страст и моќ и често се користеле како амулети за заштита и благосостојба. Вистина е дека Софи Бонс, виш предавач и истражувач по дизајн на накит на Универзитетот на Западна Англија во Бристол, разви хемиски процес кој овозможува зголемување на мал фрагмент од вистински рубин. Вистина е дека медиумите во Обединетото кралство известуваат за методата која овозможува умножување на мал фрагмент од вистински рубин без да се наруши неговата околина. Вистина е дека во случајот кога скапоцениот камен е дел од нараквица, прстен, гердан или некое друго парче накит, овој метод може да биде исклучително корисен за зголемување на вредноста на парчето. Вистина е дека според првите проценки, станува збор за создавање скапоцени камења кои не би биле вештачки. Вистина е дека Бонс ги земала парчињата што останале од обработка на рубинот, истовремено минимизирајќи го отпадот и максимизирајќи ја употребата на природните ресурси. Вистина е дека за разлика од рубин целосно одгледан во лабораторија или скапоцен камен ископан од земја, овие рубини се одгледуваат во печка од парчиња отпаден материјал, што ги прави поеколошки и економски прифатливи. Вистина е дека потребни се само неколку дена за пораст на новите рубини. Вистина е дека проектот на одгледување на рубин е дел од докторска теза на Софи Бонс, кој истражува нови начини за воспоставување на вредноста и уметноста на накитот. Вистина е дека истражувањето добило финансии за втората фаза, во која Универзитетот во Бристол ќе се приклучи на проектот за да се прошири на одгледување на други видови скапоцени камења. Вистина е дека оваа иновација може да има значително влијание на индустријата за накит. Вистина е дека создавањето нови скапоцени камења на овој начин може да помогне во задоволување на растечката побарувачка за етички произведени материјали. Вистина е дека во светот каде што свеста за одржливоста станува се поважна, методите како што е овој можат да помогнат да се премине кон поодржливи практики во индустријата. Рубиковата коцка, позната тридимензионална сложувалка, одбележува 50 години постоење и продолжува да ја освојува љубовта на децата и возрастните низ светот. Создадена од унгарскиот архитект Ерно Рубик во 1974 година, досега се продадени над 500 милиони примероци, а постојат повеќе од 43 квинтилиони начини за решавање. Иако првобитно била едукативно средство, коцката стана глобален феномен, комбинирајќи едноставност и комплексност, што бара трпение и логично размислување. Во последните години, Рубиковата коцка предизвика развој на спортска дисциплина позната како спидкюбинг, со рекорди достигнати до 3,47 секунди за стандардна 3x3 коцка. Таа служи и како инспирација за научни истражувања во различни области. Македонскиот 14-годишен шампион Ѓорги Чешмеджиевски, со 93 национални рекорди, и помладиот Павел Цветковски, кој брзо напредува во решавањето, се примери за новата генерација на љубители на оваа сложувалка. Рубиковата коцка останува ненадминат и безвременски предизвик. Македонија добива нов извор на газ. Губење година по лошо поведение во Италија. Мрзеливо родителство, клуч за детска независност. Историски слики во Google Earth. iPhone 16 не го оправдува очекувањето. Нова инновација во производството на рубини. Рубикова коцка, 50 години феномен.